Благодарам, председателке. Почитуван народен правобранител, почитувани колеги. Денес го разгледуваме годишниот извештај на Народниот правобранител за 2021 година, кој е навистина обемен, ги опфаќа сите области во државата и кој е извештај за тоа ни дава за тоа колку се почитувале човековите права во нашата држава. Човековите права представуваат основни права и слободи што му припаѓаат на секое лице во светот еднакво од раѓање па се до смртта. Тие се гарантираат без оглед на тоа од каде доаѓа едно лице, во што верува или како избира да го живее својот живот. Човековите права никогаш не можат да бидат одземени, а се темелат врз заеднички вредности како што се достоинство, непристрасност, правичност, еднаквост, почит, независност. Овие права се гарантирани со многубројни национални и меѓународни инструменти. Заштитник на човековите права е секако народниот правобранител или омбудсманот. Тој е институција, независен орган со овластување за заштита на правата на граѓаните. Тоа значи дека не е законодавно тело, извршна или судска власт. Неговата функција е да дава предлози, совети, сугестии, соработка, умешност да го сослуша човекот правовремено да действува во насока на остварување на права на граѓаните. Една од темелните вредности на уставниот поредок на нашата држава, на Република Македонија, е владење на правото и дека граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата, независно од национално, социјално потекло, политичко или верско уверување. Народниот правобранител како носител на функцијата треба да ги спроведува овие вредности на уставниот поредок на Република Македонија. Треба да биде транспарентен, достапен за секој граѓанин, а тоа го видовме и од извештајот дека навистина бил достапен за сите граѓани. Како од претходните, така и од овој извештај, народниот правобранител може да се констатира дека вредностите, правата и слободите на граѓаните во Република Македонија често се кршат во секое поле и во секоја област. Иако често се повикуваме на Европската Унија, дел од институциите во државата ни чекор не направиле за подобар живот на граѓаните во нашата Македонија. Според извештајот за 2021 година, народниот правобранител примил 2686 представки, од кои 389 предмети биле пресени од претходната година, значи вкупниот број на представки за 2021 година изнесува 3075. Како што рече народниот правобранител, најголем број од представките се однесуваат на заштита на правата во областа на правосудството, 436 представки, потоа следат детските права, 254, потрошувачки права, 228, во областа на работните односи поднесени се 218, во социјалната заштита 183 и така натаму. Од вкупно 3075 предмети, народниот правобранител покренал постапка по 285. Во 755 констатирал повреда на човековите слобода и права и ги презел сите мерки. Во 232 случаи, што ме остави впечаток, констатирана народниот правобранител и вил укажување за начин на отстранување на констатираната повреда до надлежниот орган, кое не било прифатено, пошто согласно законските надлежности презел други дејства, односно доставил информации и извештаи до повисоки органи за да се преземат соодветните дејствија и законски можности. Сите државни органи и други правни субјекти имаат должност да соработуваат со народниот правобранител и на негово барање треба да му ги обезбедат сите податоци и информации, без оглед на степенот на доверливост. Но од извештајот произлегува дека не секогаш институциите одговараат на барањето на народниот правобранител. Еве еден пример да спомнам. Народниот правобранител препорачал на Министерство за здравство да ги вклучи лицата со попреченост во приоритетната група за вакцинација, но од Министерството за здравство не добил никаков одговор, дури и по направените неколку интервенции.
Ово укажува на незаинтересираност на менаџерскиот тим во Министерството за здравство кон оваа најранлива категорија на граѓани. За оваа група на граѓани има многу бројни забелешки во извештајот. Народниот правобранител констатирал дека иако поминале 10 години од ратификацијата на Конвенцијата за правата на лицата со попреченост, се уште не се забележани значителни промени во остварување на основните права кај оваа група на граѓани. Поконкретно констатирал дека нема целосни податоци за лицата со попреченост, ниту постои расчленување по вид на попреченост по пол, возраст, религија и така натаму, што има негативен ефект при креирање понатаму на соодветни политики и предвидување на буџети за оваа група на граѓани. Понатаму во извештајот големен број на представки за проблемите со кои се соочуваат децата со попреченост, како што спомена и народниот правобранител, во врска со личните асистенти, образовните асистенти, кои се неопходни за да ги остварат своите права децата со попреченост во училиштата и надвор од училиштата. Посебно ми направи задоволство тоа што народниот правобранител преземал мерки и дал препорака до Министерството за труд и социјална политика за зголемување на бројот на комисиите, на лекарските комисии во врска со правото на помош и нега од друго лице. Затоа јас како пратеник, а и колегата Дејанчо бевме поборници лани во претходниот извештај и свесни бевме за сите проблеми на граѓаните кои секојдневно ги изразуваа своите поплаки до нас и бара воведување на нови комисии. Ова е една голема благодарност до народниот правобранител што успел и инсистирал да се воспостават нови комисии и да се реши овој проблем. Зголемен број на представки народниот правобранител констатирал во областа на детските права, посебно во делот на образованието и концепцијата за основно образование кое толку многу беше промовирана од страна на власта. Констатирана е дискриминација кај учениците од 4-то одделение, бидејќи дел од учениците биле оставени без своите основни помагала, односно без учебници. Поточно, 3/4 од вкупниот број на учениците од 4-то одделение не добиле учебници. Исто така, голем број од 4-то одделение не добили и компјутери. Иако од училиштата биле побарани, сепак не биле доставени до учениците, така да тие компјутери морале да ги набават нивните родители. Понатаму народниот правобранител констатирал дискриминирачки однос на владата кон ученици, студенти, пензионери со низок приход. Граѓаните од овие категории ги исполнувале условите согласно уредба и закон за добивање финансиска помош и поддршка, но поради бирократски пропусти на службите, парите не ги добиле. И покрај реакцијата на народниот правобранител, сепак владата не ги решила проблемот. Дала оскуден одговор и тоа после 2 месеци од барањето на народниот правобранител. Понатаму, народниот правобранител утврдил неефикасност и неуспешност на полицијата, како што спомна и самиот народен правобранител во своето излагање, во откривање на сторителите на тешки кривични дела, значи кражби по домовите, кражби со насилно однесување, одземање предмети, телефони, тешко е ово откривање од страна на полицијата, што јавува големо незадоволство кај граѓаните. Има реакција од нив. Исто така укажува на фактот дека 2021 година ќе биде позната и запаметена по проблемите со кои се соочија граѓаните при обезбедување или промена на документите за лична идентификација. Тука беа изложени граѓаните кои ги прима пред се социјалните права, затоа што се работи за категорија на граѓани постари лица кои немаат картички, кои немаат друг начин да си ги извадат своите пензии и плати, освен да отидат во банка. Неоправдани се овие слабости на Министерството за внатрешни работи и тоа понатаму треба да се регулира и да се надмине. На крај може да се констатира дека иако владата гоускратила буџетот на народниот правобранител од 30%,
за временски период од 1 година, сепак народниот правобранител си ја сработил својата работа. Самото кратење на буџетот значи дека владата не е таа која не сака да овозможи квалитетен надзор на работата на институциите на државата. Затоа, доколку сакаме да се доближиме до Европската Унија, порачуваме до владата да изнајде начин да обезбеди основни услови за работа на народниот правобранител, затоа што единствено тој е контролата врз институциите во нашата држава. Благодарам. Благодарам, колешке. Следен за збор